Општинската организација на СДСМ денеска реагираше за постапката на дел од директорите на велешките средни училишта, кои според опозицијата им ги заклучиле вратите на учениците и им вршеле притисоци да не одат на минатонеделниот средношколски марш против лошите реформи во образованието. Од СДСМ ги повикаа директорите на гимназијата и економското училиште како директни извршители на притисоците врз учениците. Резултат на вашите притисоци се снимки и слики кои обиколија Македонија, слики кои се појавија и на некои балкански медиуми, малолетни лица кои молат да излезат надвор, малолетни лица кои се прекачуваат преку огради и порти, високи по неколку метри, само затоа што вие сакавте да изигравате шерифи. Вие немате никакво законско право да ги заклучувате вратите, да им го ограничувате правото на движење и правото на слободно изразување. Директорот на гимназијата реагираше на изјавите на СДСМ. Тој вели дека ден пред протестот одржал средба со претседателите на сите класови, учениците добиле дозвола да учествуваат во него. Во гимназијата немало ниту притисоци, ниту затворени врати. И кажаа дека сакаат да излезат на протестот, се договаравме кога да се направи тоа, како да се направи и под кои услови. Им кажав мои мислења, мои видувања. На крај решивме заедно со сите наставници вратите на оваа гимназија да бидат отворени и учениците да си го изразат својот став по повод проблемот што го имаа. Затоа, во ниту еден момент на ниту еден ученик не сум му упатил никаква закана. Со демант се јави и директорката на економското училиште. Таа вели дека нивна должност е да обезбедат услови за што подобар квалитет на наставата. Учениците кои сакале да одат на протести не биле спречени во намерата. Некаде околу 12 часот собрана е поголема група од ученици која претходно ниту побарала, ниту најавила во устна или писмена форма дека ќе оди на протест. Кога добив информација за настанот, веднаш вратите се отворија и учениците слободно заминаа. Меѓутоа, од учениците што беа во холот, малкумина заминале на протест. Имам чувство дека истите беа изманипулирани и сакаа само да не одат на настава. Директорите на двете училишта денеска јавно побараа од политичарите да ги трнат рацете од нив и да ги остават вработените да ја извршуваат нивната професија. Субвенциите се на интересна мерка за македонските земјоделци. Тие за нив најмногу се интересираат, велат од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Таа денеска одржа средба со земјоделците од Велес, ги презентираше можностите за развој на земјоделството. Имаме во план да ги посетиме сите општини на Република Македонија и сме отворени за сите прашања кои што ги поставуваат и што ги тиштат земјоделците. Особено имаат најголем интерес од досега што сме поминале повеќе градови на Републикава за директните плаќања, односно за субвенциите. Според земјоделците, значена е поддршката која ја нуди агенцијата. Дел од нив купиле земјоделска механизација преку програмата 50-50. Сега се надеваат дека ќе успеат да добијат и европски пари преку програмата ИПАРД. Добиваме субвенции. Конкурирав пред 2 години 50-50 добив. Сега сакам да аплицирам преку ИПАРД за лозарство или за овощарство. Па ќе видим. Сега се надеваме дека ќе добиеме. Инаку од Агенцијата за финансиска поддршка велат дека е се уште слаб интересот за учество во ИПАРД програмите. Се бара обемна документација која земјоделците најчесто не сакаат да ја обезбедат. За ИПАРД програмата помал е интересот на земјоделците поради тоа што можеби се бараат повеќе документи, додека за субвенциите доволен е само собственоста, правото на собственост да го исполнат како услов. Годинава преку Европската програма ИПАРД за Македонија се обезбедени 18 милиони евра. Првото пријавување трае до почетокот на мај. Може да се аплицира за модернизација на земјоделските стопанства и вработувачки откупни центри. Инаку новина во овој ИПАРД повеќе што наместо досегашните 50% поврат на парите за инвестицијата, поради поплавите кои ја зафатија државата, предвидено е да се вратат 75% од вложените средства.
Шестмесечно бебе е најмладиот пациент кој лани се лекувал од туберкулоза. Болеста детето ја добило преку својата мајка. Мајката болна, прво мислам се сметало дека има некоја друга воспалителна болест и се, меѓутоа после се восстановило дека е болна од туберкулоза, дека е активна болна, дека е позитивна, а во меѓувреме го доела бебето, така да и бебето се разболело. Овие двајца пациенти не се единствените заболени од туберкулоза регистрирани минатата година. Во Велешкиот диспанзер се лекувале вкупно 8. Според лекарите, болеста не бира ниту возраст, ниту пол. Така 6 од заболените се жени, а најмалиот пациент имал само 6 месеци. Според лекарите, најдобра заштита од туберкулозата е одржување на личната хигиена. Сите општи услови што треба да се применат при заштита од заразни болести важат и за туберкулозата. Прво и основно е вакцинирањето уште во бебешка возраст, а потоа здрава и разновидна исхрана, чист воздух, редовно проветрување на просториите каде што се живее, по можност да се во услови да нема влага, нели, и да високо ниво на хигиена, лична и општа. Инаку лекувањето од туберкулоза најчесто трае неколку месеци. Терапијата за болеста е бесплатна и ја обезбедува диспанзерот. Лекувањето е бесплатно, трае минимум 6 месеци ки новооткриените болни, 8 месеци ки рецидивите, а оние со мултирезистентна форма на туберкулоза, што се ретки во Македонија се уште за среќа, може да трае и 2-3 години. Според податоците на Центарот за туберкулоза, во споредба со претходната година има намалување на бројот на заболени. Во 2013 се регистрирани 15 случаи. Сепак овој број се однесува и на заболени од соседните општини. Центарот за туберкулоза ги покрива општините до Гевгелија како и општината Свети Николе. Најавите дека има голем интерес за гостување во Велешкиот театар се покажаа како точни. Од институцијата денеска ја представија програмата со над 20 представи кои ќе гостуваат во градот до крајот на овој месец во април и мај. Драмскиот Скопје, Битолскиот, Прелепскиот, Кумановскиот, театарот од Охрид, театар комедија и уште неколку представи покрај двете најавени премиери на велешките актери се доволен мотив театарот во престојниот период да биде центар на културниот живот во градот. Представи кои се хити на нивниот репертоар, кои одат долго живеат долго на сцените на латичните театри. Токму театарската уметност е во центарот на проектот Велес град на културата. Градоначалникот Чадиев потврди дека многу од манифестациите ќе се одржат во новата театарска зграда. Ќе возможиме гостување на сите национални театри во Македонија со најдобрите представи. Велес, градот носител на театарскиот живот во Македонија, тоа го заслужува. Покрај задоволството, што да го имаме ние велешни или видиме театарските ансамбли од другите градови, и тие имаат задоволство да настапат во најглавната театарска зграда во Република Македонија. Голем дел од представите кои ќе се одиграат во наредниот период досега не можеа да гостуваат во Велес поради малите технички можности во стариот објект. Имаме можност да прибираме представи да гостуваат кои имаат на себе си поголем технички и захват. Знаете, перформансите на стариот театар какви беа, тука можеше да биде само една скромна продукција со многу малку технички захват. Освен пролетва, слична активност во театарот се најавува и за наесен, кога ќе има уште еден ваков густ распоред со представи.